Кога институциите губат на суд, сметката на краја плаќаат граѓаните. Ревизорскиот извештај покажува дека Фондот за здравствено осигурување во 2024 година исплатил околу 1,5 милиони евра на 20 жители. Според неофицијални информации станува збор за центри за дијализа, а против фондот се водат уште 21 судска постапка со вкупна вредност од 4,6 милиони евра. Ова се најновите вести од Македонија и светот. Намалена бројот на прегледи во Гостивар. 4 пациенти се во болница, вели Министерството за здравство. Епидемиолошката состојба покажува подобрување. Во Гостивар е забележан пат на бројот на граѓани што побарале медицинска помош, а во моментов 4 лица се хоспитализирани. Министерството за здравство информира дека надзорот продолжува по над 4400 први прегледи и повеќе од 1000 пријавени за заразната болест. АНБ купи 6 Шкоди за 150.000 евра. На тендерот се јавил еден понудувач, договорот доделен на битолска фирма. Агенцијата за национална безбедност набави 6 службени автомобили Шкода за 159.000 евра со вклучен ДДВ и сервисирање, по постапка на која имало само една понуда. Договорот го добила компанијата Јосиф Доел Увоз-извоз Битола, која и претходно склучувала договори за набавка на возила со повеќе државни институции. Филип Чанајави офанзива во собранието од септември. Ке се бара одговорност од Гаши и Стоилковиќ и со сите сили ке се блокира Скопје 2028. Лидерот на СДСМ Венко Филип Чанајави дека пратеничката група од септември ке поднесе интерпелации за Афрем Гаши и Иван Стоилковиќ и ке се спротистави на предлог законот за Скопје 2028. Тој очекува политичка и економска криза во наредниот период и порача дека партијата е подготвена за избори во секое време. Со месеци без приходи, родилките остануваат жртви на хаосот во Фондот за здравствено осигурување, реагира Левица. Партијата бара итни исплати на заостанатите надоместоци. Левица тврди дека дел од родилките и жените со патолошка бременост со месеци чекаат на исплата на надоместоците од Фондот за здравствено осигурување. Од партијата бараат објаснување за доцнењата и фиксни рокови за исплата, додека фондот уверува дека станува збор за тековна обврска на предметите. Двегодишно дете од Куманово се затруло со разредувач за боја. Пренесено е на клиника во Скопје. Полицијата го истражува случајот. Двегодишно дете од Куманово било примено во Кумановската болница по труење со средство за разредување боја и потоа пренесено на лекување во Скопје. Од полицијата информираат дека се преземаат мерки за утврдување на околностите под кои се случил инцидентот. Двете лица на парите на идните пензионери. Весна Дамчевска во новата колумна пишува за дилемата дали вториот столб ќе донесе сигурни пензии. Парите во приватните пензиски фондови се собственост на осигурениците, но вистинското прашање е дали тие средства ќе бидат доволни за достоинствен живот во пензионерските години. Лесно е да се вика парите се наши. Тешко е да се направи таква математика што секој пензионер, независно до кога ќе живее, да има пристојна пензија. Кредитите поевтинуваат, но граѓаните и фирмите се уште плаќаат високи камати, велат во Народна банка на Македонија. Трошоците за задолжување постепено се намалуваат. Каматните стапки на кредитите во земјава продолжуваат да паѓаат, но домакинствата и компаниите и понатаму се соочуваат со значителни трошоци при задолжување. Според податоците на Народната банка, просечната камата на кредитите во јуни изнесувала 4,67%, додека кај новите кредити за граѓаните има благо зголемување. Грчки државјанин влегувал во Македонија со 124.250 евра. Пријавил 60.000 евра. Царината му ги заплени останатите.
Царинските службеници на граничниот премин Табанов се спречиле обид за нелегален пренос на девизи, при што биле запленети 64.250 евра при контрола на автомобил со германски регистарски таблички управуван од грчки државјанин. Патникот пријавил дел од средствата при влезот во земјата, а против него е поведена прекршочна постапка. Смртоносни пожари го пустошат југот на Европа, најкритично во Грција и во Турција. Илјадници евакуирани поради огнената стихија. Големи шумски пожари зафатија повеќе европски земји, најтешка е состојбата во Грција и Турција, каде има евакуации и уништени домови. Високите температури, сушата и силниот ветер го отежнуваат гаснењето, додека пожарникарите се борат со огнените фронтови низ регионот. Србин хакирал државни институции во Хрватска, уапсен осомничен за упад во компјутерски системи. Хрватската полиција уапсила државјани на Србија поради сомнение дека неовластено пристапувал до системи на повеќе државни институции и правни лица. При истрагата биле одземени електронски уреди и податоци, а против осомничениот е поднесена кривична пријава во Загреб. Фекалии се излеале на 4 плажи во Црнагора. Властите забранија капење. Анализите на Институтот за морска биологија покажале дека на 4 локации морската вода не ги исполнува условите за капење, поради што биле поставени црвени знамиња. По дополнителни мерања, состојбата се подобрила на дел од плажите, но ограничувањето и натаму важи за Пржново Будва. Шпанија ја испрати војската на границата со Мароко. Ескалира кризата во Сеута. Загинаа најмалку 18 мигранти. Масовниот прилив на мигранти го преоптовари системот за прием во Сеута, пошто шпанските власти побараа воено засилување за контрола на ситуацијата. Европската унија понуди помош, додека властите истражуваат како дошло до едно од најголемите нарушувања на границата во последните години. Хамас прифати план за разоружување во Газа. Трамп го прогласи за монументален чекор. Израел без одговор. Посредниците продолжуваат со преговори. Палестинските фракции се согласиле на документ што предвидува разоружување како дел од рамката за следната фаза од прекинот на огнот во Газа. Во текстот дипломатски напори за договор за повлекување на израелските сили, идната управа на територијата и безбедносните механизми. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.